току-що полоша дека е курва, лошарка, алкохоличарка. Знаете, жално е што го велам тоа, ама вистина. Домато видела непознати мажи, пијаци, коцкаци, што тоа. Не можам да се пожалам, спрямо мене се добри, никој не ме задава. Тај не е некаква мајка. Ме препуштала на улицата веднаш кога сум се родила. После тоа се појави татко ми и ме признав. Те ми го пиеше, ама сега веќе не пијам. Се разведа, впрочем, никогаш не беа ни венчани. После тоа мајка ми бараше издршка, божам, за мене. А тој вика, не може ке да тужам, тоа не е моје дете. Ајде то кажи, види тоа и отидов кај сите тројца да дават за крв. После тоа велат Милени ти е татко! Како тоа Милени ми е татко? Викам јас. Од каде да знам при толкумина? Или мајка ми. Ме излажеше ке ми беше поразно. Секогаш сум лути кога ја прашувам кој ми е татко и секогаш ми не знам. Пред 2 дена беше овде во прифатилиштево, посети. И вели дека сака да ми го одземе презимето за да не ја срамам. Ја не знам како е тоа можно, што ќе правам јас без презиме. После отидов Милена го пора, можда он ќе ми го даде презимето, ама не знам, че велам дека не ми е никој ништо. Реално кога да се најважни тие крвни групи. Знам дека може да се види кој ти е татко само до 5-та година. Не знам, можда на татко му е смениле крвта, имал некоја несреќа. Можда мене ми е смениле, дека сум била во дом за бебења. А татко ми не знам никаде да го барам, кога не мајка ми не знае кој ми е вистински татко. Можда ми да се главниот татко. Тие не беше тема да глупава, да што кажеше? Тука те чекам. Значи, тоа исто, токму така, ме праша и судијата. А јас нему, како сега вам. Не знам зашто крадев, па отепајте ме. Што е вистина? Вистина е. Многу крадев. Се враќам така навечер од игранка. На дворот. Покрај тарабите. Велосипед. Не можев да не го земам. Па отепајме. Еднаш украдов така еден и го засолнав. Меѓу пченката, кај оној дуле. Тој никогаш не доаѓаше ваму и велосипедот беше безбеден. Долу го пренесував. Секој ден ќе си одев по треба за зајците, ќе го наполнам рекичето, па ќе напикам и некој дел од велосипедот. Утре друг. Еднаш така земав и го однесов скелетот. Насред село, за да го продавам. Будала јас. Сите гледаат, а јас го продавам за 20 банки. Ефтино? Сигурно. Ама не можам да се ценкам. Немам време. И ме пријавија. Дојде полиција.
Де ваму, де таму се качи надолу. А горе, не прашувай, цела работилница. Тука јас ги засолувам велосипедите, па мама и тато кога ќе отидат в поле, и јас сечам, ги вадам броевите. Сакам да монтирам велосипед без броеви. А полицијата ме прашува. Од каде бре ти толку делови? Како пченка да се сечал? И тука се смира. Гледам јас отимата темната и им признат. Како не би имало, кога јас испокрадав толку велосипеди. И тогаш тие ми рекоа, Собери се во количка, ајде во општина. и јас собрав се, припокрив и тргнав. Селаните да не гледаат што возам. Ама селаните ерба. Ги видува милиционерите околу мене и точно знаат. Сите си ги понајдува своите делови и уште некои на кои воопшто не сум им украл. Ми велат, Тоа е мојот дел од скелетот. Добро го познавам. Овде малку е стругнат. струтнат си ти! Велам јас. Но тие мене не ми даваат да се бранам. Ми велат, Молчи бе ти и покри се. откако избраа се што сакаа, пак ги вратија во купот. А полицијата ми вели, Собери се во количка, одим во станица. и јас собрав, припокрив и тргнав. А имаше 100 кила разни делови. Оној полицаец, што беше со машинка, не толку многу вообразен, не сака ништо. Па јас го молам. Ти си човек. Помогни малку. И се искилавам вака сам. А тој само ми вели. Мълк, изкилари се. А Боже ми ме теши. Што не се изкилари кога си крадел? Неки се изкилариш и сега. Но, Боже ми, јас става крадек одеднаш. Но тој мене не ми дозволува да се бранам. И што ќе правам? Сам ја туркав и сам ја ги носе велосипедите и секоја останато. Оти ви велам, тоа ме праша и судијата. А јас не му. Како сега вам. Не знам зашто крадем. Потепајте. А вие, што барате овдека? Ќе ми одговорите кој само или само ќе молчите? Стотија гајде бе! Не, ме пушта не точат си крадела да се бере, запори што. Што е бе проблем, ако си граден почas? Ај замолчете бе! Да ви раскажам нешто. Што бе ти да раскажуваш? Остави бе. Морам некому да му раскажам ова историја. Тешко е со неја кога да... Мора само кога човек е сам. Ау. Пред 5 години почина татко. Баш на мојот роден. Останавме сами со мајка. Многу ја сакав собствената мајка. Премногу. Таа за мене беше се. Весела. Умна. Добра. Сега додевме заедно. Тоа се појави човек. Еден човек и таа просто заборави. Разбирате?
А зошто? Тој беше стар. Беше грд. Цело време и пеше на мајка ми Тивко некој песнички. И слушав како танцуваат заедно во соседната соба. Сами. Започна војната. Овој не го зема во армијата, беше до толку кусогле што не можеше да разликува куче од мача. Настана глад. Ги гледав како се повеќе се истоштуваат од ден во ден. Ги жалев много. Не може да е просто. Еднаш видов како она му го подметнува својот тело од лево. Ој не ни забележа, си го изеде. Гледав како мајка ми станува се поистоштена и поистоштена од ден во ден. Ој, еве трни ги носете. Не се понаше, бе. Овој беше до толку кусој што не ја гледаше разликата во порциите. Ама јас го гледав тоа. Дури кога умираше, так гледаше во него. Сепак, последните зборови мене не ги кажа. Грижи се за него, Леонид. Порано не ме приметуваше. Сега најдаш се смени, нема. Почна да ми раскажува приказни за тоа, колку му било тешко додека не ја запозна мајка. Понекогаш дори не ги пееше истите песни, неа ќе ги пееше. Еднаш тој толку ме гледаше и наеднаш рече: ти неверојатно личиш на неа, Леонид. Од тој ден он мене почна да ми го подметнува својот тело од лево. Се разбира, јас не го земав, но тој никако не можеше да се успокои. Многу се радуваше кога тој успееше да ми измам. Тогаш ми стана јасно дека бев должен да им простам се. Бев должен да го засакам. Ама не може. Дури пред смртта тој наеднаш разбра се и ме замоли да му простам. И кога умре, заплака. Иако не мога заборавих се. Не може. Не сакам. Видете ли како научи след тоа љубов? Ти бе! Зашто си тука да спиеш или? Татко. Татко ми едноставно се замина, ниту рака не ми тури.
текната като ми пъркнала в главата един ден. Чудам да го бара. Кай да го бара? Кай да го бара? И ги текна кай. Пак е сестра му ке го бара, кай ке го бара. Майка ми я бара да го барам, татко ми ке сестра му. Първо ми били дека она знае от историята от Шведска. После ми били дека знае дека стариот бил он во Белград за 3 месеца. А адресата сигурно имала и ќе би да му зафрли. Јас деме констракција сум растал. На таа цела збунетост не очекував дека ќе ми се качи на глава. Съм дошъл да го видам, да го посетим. А ядан ми цел август бе во болница. Можете да проверите ако се. Татко ми не доша за него. После подов викай баба ми. Майка. Подов и со майка ми, ама свекли сна. Не се ми висна много. Майка остана без градата. Само ще гледам. Съм дошъл да го видам. Да не съм дошъл да го посетам. И така глава ме ще ми стана, ми пробнат една тесетка во рака, свикна за стадо. И ова не дава адреса. Затоа што татко ми се прежени да си има слика брака. Ето защо. Ето слего по скалите заедно с майка ми. Папът заедно плачат при мен. Това беше за последен път, ще плачат. Ще остава ти го отнека. Татко ми беше благаен, а майка ми доматинка. Татко ми одеше на работа, а мама не. А јас останував сама дома и не можев да спијам. Пев две години хитични. Майка ми никаде отиде и никогаш повеќе не сам ради. Тогаш татко ми се ожени за ружа. Кога ме вида таа, веднаш му унесе во болница. Тетка Ружа доаѓаше да ме посети. А татко не. Бидејќи секогаш беше на должна да ме ја посетите. Кога требаше да ме пушта, дојде Марија и ме одведе дома. Татко што од порано се знаеше со Марија. А негова Марија беше германка.
На разни начини ме малтретираше за да побегнам од дома. Ме однесоа во прифатилиште, оттаму во дом. Тука беше 2,5 години. Потоа татко ми замина за Германија. Каде? Тогаш мене ми избркаа од домот, зашто сум била невоспитана и стално студирала. Кога ми стига, јас се била од дома, а таму немаше никој. Само некои луѓе. Кога Виса го продала станот и таа заминала за Германија. Јас немав каде да одам да се пријавам во полиција. И ме донесоа овде. И тука сум си досега. Спирајќи одам во Германија или пак во дом, не знам. А јас не сакам никаде да одам. А не сакам ни овде да останам. Ти мали шугараш овде што ми сидаш дома. Не, било каде, само дома не. Дома да се вратам, не секам. Јас пак ќе побегам. Таа ми рече дека ако си заминал, никогаш нема да ме довари. И дека уште ќе ме даде во дом. Си играв на кончина, брат ми оно не валил. Зад. Падна од рамене. Таа ме внесе внатре и ме претепа. Нервозна жена. Понекогаш полудува. Особено кога се враќа од работа. Рече дека ако си заминам, никогаш нема да кога. Не сакам да ме враќате дома. Јас сите не ги сакам и не ја сакам, но не сакам таму. Татко ми пред 2 години не напушта. Се замина со друга жена. Тој многу пиеш. Не тепаше со што ќе стигнеш. Немаваше каде ќе стигнеш.
Мама купи вазна, работи кудрена за таа вазна, тој се крши. Мене ми купи саат за родното. После го зеде и го продаде за раки. Кога си замина, воопшто не ми беше жал. А ни сега не ми е жал. Зошто да го сакам кога тој не сакаше нас? За празниците никогаш не беше дома. Не сакам дома. Мене ми е добро овде дури каде што сум. Кога таа ме претепа и ми кажа да си одам, не пушти при сонце. Веднаш замина. А таа не ми рече да се врати. Се качи во првиот воз и некаде стигна. Не помнам долго. Се седнав на клупа и си размислував на браќата. Писакам. Јас сите не писакам, и ја сакам, но не сакам Ана. Потоа се качи во друг воз и не знаев каде оди. Знаев само дека сум гладен. Jednostavno, ništa da ukradam, ali ne može biti da prosim. Ja repam. Gnasna je. Mnogo glavi. Ha ha ha.